Проруските сепаратисти почнаа да издаваат нивни пасоши во делови од регионот на Донецк, кои се под нивна контрола во источна Украина. Првиот пасош му беше издаден на сепаратистичкиот лидер од Донецк Александар Захарченко. Со црвениот документ, на чија корица има двоглав орел, ќе може да се патува во Русија и во одцепената грузиска област Јужна Осетија, а наскоро сите ќе го признаат пасошот, рече тој. Захарченко рече дека сите што имаат намера да гласаат на локалните избори, кои допрва треба да бидат закажани, мора да имаат нов пасош. Киев вели дека изборите мора да бидат спроведени според украинските закони и наблюдувани од ОПСЕ, два услови кои сепаратистите не ги прифаќаат. Познатиот азербејџански новинар Рауф Миркадиров излезе од затвор во Баку. Кон крајот на декември тој беше осуден за велепредавство затоа што наводно шпионирал во корис на Ерменија, но меѓународните организации за човекови права оценија дека процесот бил политички мотивиран. Апелациониот суд во Баку потоа му ја намали казната од 6,5 години затвор на 5 години условно. Миркадиров вели дека не е виновен и не бил приложен ни еден доказ за предавство или за негова соработка со ерменски разузнавачки служби. По ослободувањето новинарот го посети гробот на неговиот татко кој неодамна почина. Миркадиров неколку години работеше во Анкара, каде што објавуваше критички текстови и за турското и за азербејџанското раководство. Организација за човекови права во Кабул изврши реконструкција на бруталното претепување на Фархунда Маликзада, која беше убиена пред една година од разгневена толпа. На 19 март минатата година 27 годишната студентка по исламско право беше претепана до смрт, пошто нејзиното тело беше запалено, откако беше лажно обвинета дека уништила примерок од Коранот. Оваа недела активистите организираат настани во знак на нејзино сеќавање. Дел од нив носат маски со фотографија на нејзиното крваво лице. Шокантната видеоснимка од тепањето на студентката минатата година го обиколи светот. Афганистанскиот суд потоа пресуди дека 60 годишен уличен продавач ги измислил обвиненијата дека таа го запалила Коранот и го осуди на 20 години затвор. Други 12 луѓе вклучени во претепувањето беа осудени на затворски казни меѓу 10 и 20 години. Убиството ги поттикна движењата за човекови права да бараат ограничување на моќта на свештениците, засилување на владеењето на правото и зголемување на правата на жените. Дел од активистите велат дека да не била видеоснимката, случајот ќе поминал незабележано и неказнето. Сепак, некои јавни личности и верски представници рекоа дека убиството би било оправдано ако Маликзада навистина оштетила примерок од Коранот.